председателе. Почитувани колеги, денес тука го разгледуваме извештајот на Европската комисија за годишниот напредок на Република Македонија. И го слушнавме излагањето на заменик председателот на владата за европски прашања, каде што при презентирањето на овој извештај даде оценки слични како и на премиерот и на претходниот премиер. Блескаме. Значи, сите препораки од Европска унија оваа влада ги завршила и само што не примиле во Европска унија. Немаме проблем во државава ниту со корупција, ниту со криминал, апсолутно ништо. Единствен проблем е опозицијата и забрзо влегуваме во Европска унија. Но овој извештај е од категоријата на оние извештаи кои се оценки. Се оценува напредокот на државата и, почитувани колеги, ако го разгледаме, овие извештаи од кога почнале да ги пишува Европската комисија, од 2009 година па се до денес, последниве 2 години имаме најслабо оценети извештаи. Во 2021 година оценката е 1,52, оваа година 1,61 за 2022, што значи втор најслабо оценет извештај од Европската комисија. Почитуван заменик председател на влада за европски прашања, јас ќе ве прашам, колку го правите тогаш луд? Опозицијата, граѓаните или самите себе? Имате историски втор најлош извештај, а се фалите. Од Европската комисија во овој извештај, како во многу извештаи, така и во овој ги нотираат стари рани, ги нарекуваат, кои македонскиот систем и институции не успеваат да ги решат се уште. Еве кои се тие. Слаба контрола на законодавната врз извршната власт. Широко распространети коруптивни практики. Недостаток на вистинска волја за приклучување кон европското семејство, наспроти само декларативната заложба. За каква квалитетна контрола можеме да зборуваме кога и самиот законодавец, собранието, е во овој извештај оштро и недипломатски критикувано и се критикува по овие некои работи. Прво, честа злоупотреба на европското знаменце. Второ, нерационално зголемената употреба на скратени постапки. Тука е отсуство на дебата, на квалитетни решенија и само наметнување на сопствените интереси, именување на само по принцип на политичка припадност, наместо во согласност со системот на заслуги. За ова има добијано оваа година во извештајот собранието и опомена. Како пример наведен во извештајот за ваква злоупотреба е изборот на уставни судии и други високи функционери кои ги избира собранието. Во извештајот се кажува дека е загрижувачки значително намалениот избор на судии и јавни обвинители, нивниот интегритет и независност и мешање на политиката во изборот на истите. Но оваа година во извештајот се оди и подалеку и дадена е опомена дека Академијата за судии и обвинители мора да биде единствен влез за овие професии, како и да не се скусува почетната обука. Но, почитуван заменик председател на влада, нашиве стручнаци се толку многу способни, па вие дозволувате и да полагаат и правосуден испит без завршени студии. Зарем вака се влегува во Европа, ќе прашам. Истакната е драматичната состојба во затворите, но вас за оваа состојба уво не ве боли и за вашите криминалци кои работат за вашата партија на избори обезбедувајќи гласови, ги направија затворите да личат на швајцарско сирење. Корзо ги направивте.
Тие криминалци влегуваат и излегуваат кога сакаат од затворите. Исто така, Европската комисија по основ на слобода на изразување констатира нови ризици, како на пример од повторно владино платено рекламирање. Ама ќе речам џабе. На кого овие луѓе, експерти од Европската комисија, му укажуваат на овие недоследности во работата, кога тој најмногу што треба да ги почитува и спроведува премиерот, во моментов ни е пуштен на најако. Заигране на Фейсбук човеков потрошил 26.000 евра за само рекламирање и себе промоција. Намален капацитет за користење на средствата од фондовите на Европската Унија и доцнење во спроведувањето на нејзините проекти. Зошто ова го кажувам? Бидејќи ова експлицитна критика доаѓа наспроти јавната фалба на владините представници за зголемување на капацитетите за користење на ИПА фондовите. И тука има критики во сите сфери, ќе се задржам малце во делот на здравството, каде што апсолутно нема никаков напредок. И како би имало напредок кога министерот во изминатата година воопшто не пушти во процес ниту еден закон, ниту се појави во собранието или во работата не учествуваше на собраниската комисија. Има тука се критикува околу нема напредок на заштита на правата на пациентите, никаков напредок во имплементација на законот за заштита на потрошувачите или на пациентите, дефицит на медицински персонал, се иселува, мигрира медицинскиот персонал, медицинските сестри, лекарите и имаме Европската комисија забележува не доволно ангажирање околу диагностицирање на рак и рано детектирање на ракот, малку средства се обезбедуваат, нема доволно средства за скрининг програмите за карциноми, се нефункционални, нема термини за диагностички процедури. И многу критики што доведува до оценка 1,61, втора најслаба во историјата на оваквите извештаи. Но сакам сега за крај да се обратам до вас, почитувани колеги од власта. Вие овде гласате, поддржувате политичари кои го ограбуваат државниот буџет, ја ништат државата, а со вашата поддршка до толку се поделивме и меѓу нас, а ги поделивме и граѓаните. Ги поделивме по политичка основа брат со брат, татко со син, до толку што и меѓу нас веќе почнавме да не правиме муабет. А зашто? За оние кои ги поддржувате, кои ги гласате и кои го ограбуваат буџетот на државата, да ви пуштаат видеа како се релаксираат играјќи фудбал и баскет. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, почитуван македонски народе, ова не е играње фудбал. Ова е, слушнете ме, почитуван Маричич, играње дрндупка со државата. Ова е смеење во лице и смејување на македонските граѓани, покажување сила, покажување моќ. И јас ова не го зборувам сега пред вас за да добијам политички поени. Напротив, почитувани колеги, барам од вас поддршка ова понижување на Македонија и македонскиот народ со вашиот глас да заврши. Бидејќи народот тоа го бара од вас и од нас. А бидејќи ние овде сме народни избраници, нели народот не избрал, ние мора да се надминиме, а вие да се надмините најмногу за ова да го направите. Бидејќи со ваква власт вие овозможувате осиромашување и обезличување на државата. А вашето раководство пак е уценето, седнато во скут и немојќно да го спречи ова. Затоа вие, како пратеници, како коректив на извршната власт, ова мора да го направите. Ова мора да го направиме заедно. Бидејќи, уште еднаш ќе кажам, мора да ја зачуваме државата и мора со тоа да си го зачуваме сите, најмногу вие, образот и достоинството. За интерес на граѓаните на Република Македонија, на македонскиот народ, на државата Македонија. Ви благодарам.